Еден ден по преговорите во Брисел, Зоран Заев изјавува дека работите се движеле во позитивен правец. Ако успорувањето и негирањето на заложбите и ангажирањето на македонската влада е позитивното кој го гледа председателот на социјалдемократите, тогаш токму тоа изгледа е своевидниот успех за кој зборува, истакна премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Па ако за него позитивен правец е да се кочат преговорите, односно да завршуваат со неуспех, и со тоа да се прави штета на Македонија, пред се на македонската економија, на отворањето на нови работни места, на привлекување на инвеститори, на имиджот на државата, тогаш тоа е своевиден успех што тој го доживува како успех. Јас не го доживувам како успех. На новинарско прашање кое се однесува на експертска и транзицијска влада и најавата за евентуален излез на ДУИ од коалицијата, премиерот Груевски состав. Ние во Брисел не прифативме техничка влада, ниту преводна влада, ниту било што слично. Практично она што се случуваше во Брисел беа различни идеи на луѓето кои што таму се обидуваат да ни помогнат или да олеснат, кои што господинот Заев ги одби од прва до последна идеја. Така што јас и не дадов коментар за повеќето од нив, затоа што тој ги одби, а јас не можам да одбивам или прифаќам нешто што веќе е одбиено. Така што на крајот се сведе на еден негов предлог, кој што пак беше одбиен од моја страна. Разговорите се надам дека ќе продолжат на еден или на друг начин. Ние сме како ВМРО-ДПМН подготвени во секој момент за избори. Дали СДСМ сака тоа да видат веднаш, сега крајот на јули, 45 дена од денес, бидејќи тоа е минимум рокот за организирање на избори, или сака да видат во август, или во септември, или во ноември, или во април следната година. Ние сме тука во секој момент затоа што ние веруваме во она што го работиме и веруваме дека граѓаните тоа го почитуваат, го ценат, го следат и дека повторно ќе го добиеме убедливото мнозинство поддршка од граѓаните на Република Македонија.